Штабот за заштита и спасување на општина Струмица постојано следи актуелната состојба и презема мерки за заштита на граѓаните од ширењето на коронавирусот. Истовремено ги следиме и потребите на граѓаните во овие вонредни околности и од тие причини, а во интерес на земјоделските производители и граѓаните, ги отворивме пазарите за продажба на земјоделски и прехранбени производи Шешел, Кантон и Кванташки пазар, но со дополнителни мерки за заштита. До општинскиот штаб за заштита и спасување стигна донација на заштитни маски кои ќе бидат поделени од волонтерите на општина Струмица. Истовремено, сакам да ви информирам дека се донирани и хуманитарни пакети со основни прехранбени производи кои од страна на волонтерите на општината ќе им бидат поделени на граѓаните од социјално ранливите категории. Посебно сакам да потенцирам дека дистрибуцијата на овие хуманитарни пакети ќе се врши согласно сите мерки за заштита, почнувајќи од пакување па се до достава во семејствата, а ќе ја вршат волонтери обучени за ваква испорака. Тоа значи дека ќе биде обезбедена максимална заштита за сите што ја доставуваат и примаат донацијата. Ваквите пакети ќе се делат додека трае кризата. Донацијата на хуманитарните пакети е од семејството Заеви, кој освен во општина Струмица, вакви пакети донираше и во другите општини во државата, а кои деновиве преку волонтерите ќе стигнат до домовите на социјално загрозените семејства. Од името на општината сакам јавно да му се заблагодарам на семејството Заеви, кое многу пати досега е потврдило својата хуманост и солидарност и секогаш помагале таму каде што имало потреба од било каква помош. Истовремено ги повикувам сите компании и граѓани во ова исклучително тешко време за сите нас, во рамките на нашите можности да им помогнеме на семејствата кои имаат потреба од прехранбени и производи за лична хигиена. Многу е важно во овие вонредни околности да ја покажеме нашата хуманост и солидарност и сите заедно да се справиме со овој голем предизвик пред нас. Упатувам и апел до сите граѓани да ги почитуваат мерките и препораките на владата, на Министерството за здравство и на општинскиот штаб за заштита и спасување, затоа што само така ќе можеме да го заштитиме нашето здравје и здравјето на нашите најблиски.